Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во претходните видеа зборувавме за видовите на егомаски, кои што ги навлекуваат родителите, кога родителствуваат со своите деца, во моментите кога се потикнати од нив. И сега, веќе кога ги разгледавме поглавните егомаски на родителот, Шефали во својата книга понатаму продолжува да разговара околу тоа нешто. Значи, таа спомнува дека родителот во суштина може да носи различни егомаски, повеќе видови на егомаски кога родителствува со своето дете, во зависност од состојбата со која што се соочува во односот со детето. Значи, понекогаш ние како родители можеме да во еден момент да носиме една егомаска во одредена ситуација, пак може би другиот пат да носиме друга егомаска. Значи, може, например, родителот некогаш да носи егомаската на поправувач, да сака да го поправа своето дете, друг пат пак да ја носи маската на замрзнувач, да биде стаписен во односот да не знае како да делува. Меѓутоа, исто така, таа спомнува дека родителот во процесот на родителствување во одредена ситуација може да менува и повеќе видови на егомаски. Например, родителот да влезе во родителствувањето со своето дете со еден вид на егомаска, а на крајот да заврши со сосема друга егомаска. Например, родителот да почне во конфликт, значи во односот со своето дете да влезе за одреден проблем со егомаската на поправувач, потоа да влезе во една нова маска, например егомаската на борбеност, да сака да се расправа со своето дете и на крајот да заврши со егомаската на стаписаност. За ова да можеме подобро да го разбереме, Шефали во својата книга пишува за една родителка која што, кога ја прашала Шефали кој е твојот начин на родителствување, како ти го родителствуваш своето дете, таа го објаснала следното. И рекла: Шефали, кога јас сум потикната од своето дете, во почетокот мене ме фаќа паника. Значи, почнувам да паничам, се истрчувам да го спасам своето дете, почнувам да прекомпензирам, правам се за моето дете, мислам дека се ставам во неговата состојба, му го местам креветот, го облекувам, го чешлам, иако тоа е способно сето тоа само да може да го направи. И меѓутоа, само за да не влезе моето дете во тантрум, меѓутоа кога ќе влезе во тоа нешто, тоа продолжува да се расправа, дава постојано отпор, не сака да соработува и токму поради тоа кај мене се подигнува една се подкрива кај мене една состојба на лутина, значи почнувам да се лутам, почнувам да се фрустрирам и пред да се забележам веќе јас сум навлезена во една состојба каде што постојано се расправам, се карам со своето дете, му викам силно, му се дерам силно и едноставно потоа сум огорчена зашто тоа сум го направила и најнаш за да се повлечам. И таа и објаснува на Шефали дека како таа постојано истата работа, значи истиот начин на родителствување го повторувала одново и одново во односот со своето дете, едноставно не знаела како да излезе од него. И Шефали после тоа таа пишува во книгата дека оваа родителка им вели, значи им се обраќа на родители, оваа родителка не е единствена со ова чувство на внатрешен хаос. Значи, повеќето од родителите ние сме носеле и се уште носиме различни маски во различни ситуации, со различни луѓе, со децата, со блиските. Значи, меѓутоа, кога стануваме ние свесни, ја освестуваме оваа тенденција, тоа представува навистина една моćна алатка во процесот на будење од несвесноста. Ние сме флуидни суштества
и не можеме да бидеме типизирани само во една категорија на его маски. Категориите кои што ги напишала Шефали во својата книга, тие представуваат една референтна рамка, меѓутоа не за да не ограничат нас, туку да ни дадат насока и да ни дадат еден увид како ние да можеме на многу полесен начин да ги забележиме во кои его маски сме влезени кога ги родителствуваме нашите деца. И секоја од овие измамнички маски, его маски, тие создаваат една предвидлива комуникација со нашите деца и кои што и текако можат да често пати да предизвикаат болка, да предизвикуваат стрес, да предизвикуваат конфликт во односот со детето. Меѓутоа, само кога ние сме во една состојба да ги диагностицираме, да ги препознаеме нашите собствени уникатни его маски, како тие нас не мамат, како тие не вадат од нашата природна автентичност, тогаш ќе можеме да ги забележиме образците по кои што ние родителствуваме. И овие негативни образци Шефали ги нарекува дисфункционални циклуси. Зошто? Затоа што тие, значи родителот одново и одново влегува во тие негативни образци и можат да траат и текако до период дури и со години. Без да сме ние свесни како родители дека сме влезени во тоа нешто. И од ова место им објаснува на родителите, ние можеме да влеземе во една подлабока анализа самите себе си, секој од нас како родител да може да ги открие тие негативни образци со цел да може да го забележи негативниот циклус на родителствување со своето дете. И кога ќе дојдеме ние како родители до оваа свесност, често пати таа вели како родители ни се јавуваат една состојба на страв, затоа што тоа сознание во моментот кога ќе го освестиме, знае често пати да не исплаши, да не биде премногу за нас, меѓутоа таа ги советува родителите дека и текако ова е премногу потребно да го направиме, да почнеме да ги освестуваме, да ги забележуваме начините на кои што нашето его не носи во едни негативни образци, затоа што е тоа неопходно и е од витално значење да почнеме да ги кршиме тие негативни образци кои што доколку се повторуваат постојано не носат во едни негативни циклуси на родителствување. И наместо да создаваме ние една поврзаност прво со самите себе си, значи тие негативни циклуси нас не носат по неповрзаност со себе, а потоа таа неповрзаност им ја пренесуваме на другите околу нас, дали во овој случај зборуваме за децата. Меѓутоа, Шефали ги прашува родителите која е причината зошто Шефали ги ставила овие маски во категории, пред се за да можеме ние многу полесно да ги забележиме тие его маски, како ги навлекуваме. Значи, прво да ни помогнат нас, а потоа да можат да ни помогнат на себе, а потоа да ни помогнат и нас во односот со другите луѓе околу нас. И при тоа им се обраќа на родителите. Родители, доколку се наоѓате заглавени во негативни чувства со самите себе си, значи најбитното нешто е што треба да го разберете е прво дека нашите родителски его маски дека кои што нас не мамат не се лоши, зошто? Затоа што во суштина прво тие не спасуваат и не штитат од болка. И второ, дека забележувањето на нашите его маски не прават нас лоши, туку нас не прават човечни, значи не враќаат назад кон она што е изворно, кон нашата човечност, за да можеме да се поврземе со себе. Значи да се вратиме кон таа човечност. Значи,
кога да стануваме свесни за нашите его маски, ние го правиме клучниот чекор во напуштањето на тие стари образци по кои што родителствуваме и при тоа кога почнуваме да станувањето свесно што подразбира за тие образци, подразбира да се приспитаме себе си прво кој е нашиот најдоминантен стил на его маска кој што ја носиме, кој е нашиот спореден стил на его маска и трето, сето ова ни е битно исто така за да можеме да препознаеме кои стилови на его маски ги носеле можеби нашите родители и кои што често пати ние ги носиме во односот, значи ги влечиме и во односот со нашите деца и со другите луѓе. Овде напишала во својата книга, шефали една табела, во која што значи со цел ја прикажала за да може нас како родители да ни помогне да си ги организираме нашите мисли. Значи да станеме свесни за себе, за како да станеме свесни за себе и за своите собствени чувства и што е она како чувство кое што го носиме со себе во односот со нашите деца. Може би имаме срам, може би имаме вина за нешто кое што се случило во нашето минато или пак имаме лутина кон другите луѓе. Затоа што ова нешто и како ако не го освестиме предизвикува еден нов циклус на его реакции. Сега овде гледаме дека имаме една, две, три, значи 5 колони и во првата колона овде дадени се нашите врски со другите луѓе. Врската со мајката, врската со таткото, врската со нашите браќа и сестри и врската со самите себе. Втората колона представува значи нашата примарна маска или доминантен стил на его маска, најчесто која што ја носиме, да ја освестиме овде, да ја напишеме. Во третата колона да напишеме споредниот стил на его маска, кој што најчесто го навлекуваме во односот со нашите деца. И во четвртата колона овде треба да внеси, значи да напишеме некое сеќавање од нашето минато кое што сме го доживеале како одредена травма на која што често се навраќаме и поради која што ни создало значи чувства кај нас и кој што и како тие чувства ги можеме да забележиме дека ги носиме во процесот на родителствување со нашите деца. Значи ова сето тој настан е поврзан со, например, со нашата мајка, подолу имаме настан со нашиот татко, со нашите браќа и сестри и со самите себе си кога сме биле, значи сето тоа во овие сеќавања се од нашето детство. И сега овде гледаме дека една мајка овде ги внесла овие податоци во односот со својата мајка, каде што пишува дека таа кога родителства кај неа примарната маска е fighter, значи борец, да сака да влегува во конфликт со своето дете, а втората маска е маската на fleers или маската на родители кои што сака да ги едноставно да не се вовлечат во односот со своето дете, маска на напуштање. И овде во колоната на мемори, на сеќавања, напишано е како ова родителка се сеќава кога била дете и кога имала 8 години. Незината мајка многу силно и викала затоа што е скршила скапоцена порцеланска вазна во домот кога била мала и токму поради тоа мајка е почнала мислела дека таа тоа го направила намерно и почнала силно да ја вика, значи ја нарекла дека не била добра личност, дека била невредна, дека не ја бивало за ништо, дека била губитник и така натаму. И после тоа, значи, одреден период мајка е воопшто не разговарала и не обрнувала внимание. Како се чувствувала понатаму во тие моменти,
кога се сеќаваат за тој настан кој што и влијаел врз нејзиното родителствување, затоа што после, значи тоа тие сте затоа што преку преиспитување на нештото, значи се ние како таа дошла до овие чувства кои што се криеле испод егомаската на главната и на споредната егомаска, тоа биле чувства каде што вели јас се чувствував дека не постојам, дека не сум вредна и го мразев, имав чувство кое што значи мразев, чувство на омраза секогаш кога била оставена во значи напуштена од својата мајка, каде што кога мајка не разговарала во тој период со неа. Едноставно била се чувствувала исплашена во тие моменти. Значи, зошто се битни овие моменти да ги освестуваме за егомаските кои што ги носиме? Битни се зошто? Затоа што доколку не ги освестиме, значи тие представуваат тие чувства и тие егомаски кои што ги создаваат, кои што тие чувства кои што се кријат испод тие егомаски, предизвикуваат еден циклус на негативни образи. Меѓутоа во овие моменти кога почнуваме ние да ги препознаваме кои се тие егомаски, често пати знае повторно егото да се издигне над нас и затоа што тоа се јавува како едно средство за преживување и за да можеме да го надминиме тоа чувство кое што се јавува во тој момент, кое што сака повторно да не врати во стариот мод, во стариот начин на кој што ние сме биле. Значи, за да можеме да излеземе од таа енергија, ние треба да ја преиначиме таа енергија, односно да се издигнеме кон една повисока свесност преку емпатија и преку сочувство, кое што најчесто може да се случи доколку ние пред се претходно сме заинтересирани и влеземе во една состојба на да бидеме љубопитни со цел да можеме да разбереме зошто така сме делувале, а тек потоа да влеземе во таа состојба на сочувство и на емпатија кон себе и кон другите. За да се примени оваа нова свесност, за да можеме да покажеме свесност, треба да можеме да разбереме дека секогаш кога сме во режим на егомаски, битно е да почнеме да ги забележуваме, да го забележуваме тој режим, за да почнеме да ги напуштиме, да ги напуштиме образците на негативно однесување кој што ги создава тој режим, тој его режим кај родителот. Меѓутоа Шефали предупредува дека токму во тие фази, кога почнуваме ние да ги препознаваме тие начини, значи кога влегуваме во нашето его, може да се случи его-регресија. Што значи тоа? Тоа значи дека кога нашето его ќе се почувствува дека ние го растураме неговото упориште, тоа удира уште посилно во форма на себе саботажа. Значи не испраќа назад во старите дисфункционални состојби на нашето постоење. И Шефали токму во оваа книга пишува, ја цитирам,
Не можам да ви опишам, драги родители, колку пати ова егорегресија едноставно се случила со огромен број на клиенти. И за таа цел Шефали ни дава една приказна, уствари тоа е нејзина еден пример нејзин со нејзин клиент од нејзината пракса, кој што требало да направи еден сериозен напредок во неговата зависност со коцка, и кога, значи, бидејќи тој се лекувал долго време кај неа, значи ги лекувал тие рани, болките од неговото детство, и кога дошол денот за да направи еден сериозен исчекор, да влезе во една нова состојба на свесност, што се случило? Тој ден тој престанал да доаѓа кај неа. Иако Шефали безброј пати се обидела да исконтактира со него, да го најде, му се јавувала преку телефон, го контактирала студенови, меѓутоа овој клиент наеднаш исчезнал. И Шефали веднаш знаела што се случило, дека тој во суштина се уназадил. И неговото его до толку се испаничило, што уште посилно тоа неговите пипки ги закачило, едноставно ги приврзало за психата, што успело да го врати назад во старите образци и тука, за да може, значи, тој клиент да остане во тоа старо место на постојање. Иако тој бил толку близко до неговото ослободување, се уште во таквите моменти тој не го направил тој шикор, затоа што се плашел, едноставно го фатила паника, се исплашил да биде здрав, да влезе конечно во една здрава емоционална состојба. И Шефали, значи, тука ни објаснува, ни вели зошто се случуваат таквите моменти, затоа што нашата психа навистина е доста сложена и е многу комплексна. Но што се случило после тоа? После година и 6 месеци овој клиент повторно затропал на нејзината врата и почнал да ја објаснува што се случило, дека во тој период од година и 6 месеци неговата зависност повторно се вратила, меѓутоа овој пат се вратила во најлошата верзија, во најлоша форма. Се случило да открие неговата сопруга дека бил во огромен долг од неколку стотици илјади евра и таму се заканила дека ќе се разведат, и токму поради тоа тој одбрал да се врати кај Шефали да побара помош и сега веќе навистина да направи вистинската промена во својот живот. И Шефали кога дошол, во почетокот почувствувала едно големо сочувство спрема овој човек, затоа што многу добро и јасно и била позната неговата траума од неговото детство, и таа можела да разбере зошто овој човек напуштил, значи зошто неговата одлука за да избере здрав начин на живот не ја направил, затоа што навистина не била својствена за него години. И таа објаснува дека човекот умее до толку да се навикне на шаблони кои што се нездрави, кои што се дисфункционални, и едноставно да сака да се чувствува удобно и значи така да се чувствува живо иако е заглавен во тие стари дисфункционални образци, многу повеќе отколку да се пресели во нов терен, во една нова состојба на свесност и на мудрост. И таа објаснува понатаму во книгата дека после една година, цела година на интензивна терапија, овој човек успел да открие како го создал тој модел на недостаток, тој модел на сиромашен ум во неговиот живот, уште од неговото детство. Значи, за време од една година, за период од една година, тој
открил дека како тие моменти кога како доаѓал до тие моменти да нема пари во неговиот живот и дека тие се случиле во моментите кога тој имал пари, како резултат на тоа чувство кое што постојано му доаѓало да не се чувствува удобно во својата кожа. Значи, постојано тоа чувство го носела во една состојба да сака да ги троши парите одеднаш и тие образци на акутен недостиг што создавале кај него, создале еден комплициран однос со парите во неговиот живот. И овој модел на недостиг исто така значи ги поставил темелите на неговите коцкарски навики. Затоа што тие навики му овозможувале да може да остане, да сака да остане во една вечна неизвестност и во еден вечен недостаток со околу проблематиката, околу тема пари. Меѓутоа, во моментот кога почнал тој упорно навистина да се вложува во тие сеанси со авторката Шефали, како клинички психолог, тој почнал да ги поврзува точките и да гледа како неговото минато придонесло за неговата сегашна состојба во која што се наоѓа. И полека, како резултат на неговата свесност, тој почнал да ги поништува сите тие стари образци во кои што до тога живеел и почнал, значи, да се оддалечува од неговите стари приказни, да создава нови приказни во неговиот живот, значи, кои што постепено ги заменувале тие стари дисфункционални образци по кои што живеел. И меѓутоа таа вели дека во фазата на освестувањето, како она кој што се случило со нејзиниот клиент, тие образците како знаат да ни предизвикаат страв, едноставно да сакаме да се вратиме во старите дисфункционални начини на живење, затоа што нашето его постојано нас ќе ни шепоти, ќе шепоти на нашето уво секакви работи кога ќе види дека ние сакаме да го напуштиме, во смисла овие се глупости што ги слушаш, немој да го слушаш она што другите ти го кажуваат, ти си добар цело време, продолжи да си одиш по старите образци, немој да ги слушаш тие работи не се за тебе, па ти не те бива, не можеш тоа да го направиш, само се лажеш себе си, остани си каде што ти е подобро и така натаму. И токму поради тоа Шефали вели дека кога ние почнуваме да ги забележуваме ваквите работи, мора да бидеме нежни спрема самите себе си, мора да покажеме сочувствителност, затоа што обратно кога ќе почнеме да се осудуваме, тоа го користи нашето его и не држи уште повеќе закотвени за тие стари негативни образци. Но затоа што во суштина овие шепоти што се, тоа се обиди на нашето его да не вратат назад. Да постојано да бидеме заглавени во тие негативни образци, негативни шеми. Меѓутоа, кога се освестуваме, што правиме? Ние самите себе си помагаме да се ослободиме од тие шеми, негативни, кои што упорно бараат да го контролираат нашиот живот. И затоа им спомнува на родители, при тоа мора да разберете една работа, дека егото не е нешто кое што можете еднократно да го убиете на еден брутален начин, веднаш да го напуштите. И тие кои што ги создаваат тие негативни образци,
и со цел најнаш да излезете од тие негативни обраци, туку како што се освестувате постепено, како што станувате свесни, вие почнувате да покажувате постепено стабилност, влегувате во една состојба на емоционална стабилност, влегувате во една состојба на емоционално освестување, во една состојба на емоционално заздравување и на тој начин, значи, постепено почнувате слој по слој да го вадите егото од вас, да го напуштате чекор по чекор во насока на ваше емоционално заздравување и создавање на една емоционална стабилност и исто така и емоционална самодоверба која што ве прави да сакате да влезете во една нова состојба на свесност и една нова состојба на разбирање за она што се случува со вас, за вашиот внатрешен живот, за вашата внатрешна состојба и преку тоа да можете постепено тој начин на освестување, на заздравување, да им го, значи, и таа стабилност во вашиот, на вашиот внатрешен живот да им го пренесите на сите оние кои што се околу вас, на вашето семејство и на вашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.